Цивил медија. Јас би сакал да кажам дека јас имам една моја перцепција на целата оваа ситуација и нели често се говори дека народите кои што живеат на оваа почва се доста гостопримливи, приемчиви, дека важиме за топли народи. Јас не би се согласил. Ние сме топли народи само во состојба дека на некој нешто не му недостасува, нешто му фали. Во ситуација кога ќе се случи таква состојба, ние сме многу затворен народ, дури мислам дека и го покачуваме говорот на омраза и нетолеранција, сте многу дискриминаторска средина и тоа е оно што треба да го промени нашата држава и тоа е оно на кое што ние треба да обрнеме внимание, бидејќи целиот процес на десоциализација и сето што се случува е промена и на свеста на луѓето кои што се во системот и надвор од него, се промена на свеста на сите луѓе кои што живеат во оваа држава. Во последниот период слушаме зборување дека процесот на десоциализација е избрзан и дека може би требало да се почека тоа да се случи, но сепак јас не се согласувам бидејќи луѓето не излезат надвор, луѓето не почнат да живеат во заедниците, ние никогаш нема да биме подготвени тоа да се случува. И верувајте дека самиот овој процес не научи и нас како администрација, но и не научи дека сепак секој лице има своја индивидуална потреба и дека не може да направите колективни сервиси кои што одговорат на барањата на цела една заедница. Така да овие тврдења дека нешто се брза или дека нешто не е во ред, дека сега се преиспитува што тоа се случува, за мене се многу смешни и нестручни изјави кои што само го почнат процесот на развој на основите во нашата држава и можам да кажам дека и услугата на лична асистенција и она што следува помошта во домот и колку да не се совршени сепак почнаа да живеат и дека образовните асистенти во наставата пред 2 години беа само едно барање на родителите на децата со попречено, сега се ставени во Законот за основно образование, дека за еден многу краток период од 2 години ние покажавме дека можат работи да се случуваат, дека може да се менуваат и дека со подршка и на еве да кажеме на здруженијата и на родителите, дека ние сепак добиваме подршка во насока на промена на мотивите кои што ги поведуваме и можам да кажам дека сме единствена земја во регионот на Балканот која што овие две услуги ги има во законите и дека ги финансира директно од буџетите на своите држави. Нема земја во регионот, тренете се Србија, па дури Хрватска која што е членка на ЕУ, Босна, Црна Гора, која што ја имаат оваа услуга во буџетот на државата и тоа само кажува на посветеноста на администрацијата и на политичката волја на оние што рекле дека тоа така треба да биде е гарантирана и дека средствата само може да се зголемуваат и дека услугата само може да се подобрува, дека враќање назад нема и дека сите оние што потоа ќе додат, јас не верувам дека може да направат промена на законите, дека може да ги вратат процесите назад. Сето она што не чини, ние се надеваме дека во иднина ќе може да се подобри, тука не застануваат нити финансиските средства. Министерството за труд има обезбедено 10 милиони евра средства за развој на социјални услуги за следните 5 години и дополнително 1,7 милиони евра подршка на Светска банка, подршка на Европска унија, кои што се однесуваат точно на развој на сервиси. Можам да кажам дека до сега пројави интерес 65 општини, од 65 општини што вкупно 80, 56 бара лична асистенција и помош во домот. Значи тоа е сериозно и од страна на општини сметам дека со нивно влегување во самата професија дека овие сервиси би требало на краток рок да го видат светлото на денот и да помогнат сепак оние кои што имаат најповеќе потреба од тоа, како што разговаравме или обмена на грижата и подршка на лицата во домот за оние кои што не можат самите да се грижат за себе си, но и за оние што можат повеќе нели да им даде подршка да живеат во заедниците. Јас имам среќа да работам во овој процес и да ги видам лицата на луѓето кои што се легуваат од институциите. Значи јас со сите 65 луѓе во Бања Банска во Струница сум пријател, јас солам таму еднаш до 2 пати во месецот. Значи имам среќа да работам за една организација каде што постојано 5 месеци во самата институција и верувате јас се гледам промена на луѓето и гледам дека тие веќе се храбри, изборуваат за своите права и нема сила која што може тие луѓе да ги спречи да се вратат назад или да се спречи процесот на оние кои што чекаат да излезат. Се надевам на мудроста на идните политичари и на сите оние кои што ќе не менуваат нас низ годините, дека процесот нема да го заставите, дека ќе ги слушнеме сите овие луѓе што денес ќе кажуваат со какви маки се соочуваат. Јас сметам дека градоначалниците треба да ги пратат на обука лицата кои што работат во секторите за урбанизам,
организам и источници до овие работи во насока на тоа кога нешто се прави и се подготвува, дека тоа треба да биде и пристапно и достапно и дека многу е полесно да го прави да во фаза на изгледба на почетокот, после да го поправате. И ме радува фактот дека што плоштадот сега во Скопје што се реновира, направи стварно со тактилни патеки по стандард, јас имам сите поминав, па примети дека тоа така е направено, се надам дека таа пракса ќе следат сите градоначалници, дека сите општини во нашата држава ќе станат и пристапни и фактот дека не се прави по стандард, исто така мене ме разочарува, бидејќи зошто инвестирате средства во нешто што е неупотребливо. Никој дома не би направил нешто што не може да го користи. Ние секогаш внимаваме тоа што го правиме, да нас не одговараме, се надам дека растеме сите како луѓе и како држава и дека ќе почнеме да ги почитуваме човековите права, нели, дословно, бидејќи една демократија да се препознава баш по тие работи.